Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувана заменик министер за правда, со особено задоволство денеска, заедно со заменик министерката за правда, господјата Врамовска Мадич, сме на локација каде што пред 3,5 месеци официјално отпочнаме со градба на нов објект, полициска станица од општа надлежност аеродром во рамки на секторот за внатрешни работи Скопје, за да извршиме увид како течат градежните активности за овој објект. Од она што може да се види на лице место, активностите напредуваат одлично, односно се во далеку понапредна фаза од предвидената динамика која што беше. Новата полициска станица аеродром представува трет објект во низата нови градби на Министерството за внатрешни работи, по ИКТ центарот за чување и заштита на податоци и за опоравување од катастрофи во Прилеп, како и по неодамна промовираната најсовремена форензичка лабораторија на Балканот во рамки на Оделот за форензичките испитувања, објект кој што се изгради во кргот на МВР. Станицата која овде градиме од темел е уште една реализација согласно планот за континуирано подобрување на условите за работа на вработените во Министерството за внатрешни работи, а локацијата е на местото на старата барака која што беше со висок степен на амортизираност, лоши услови за работа и многу мала корисна површина. Ова станица ќе биде една од најголемите и ќе покрива подрачје со најголем број жители во главниот град на државата. Според проектот, новата полициска станица е предвидено да биде изведена на површина од 3500 метри квадратни и ќе представува нов модерен објект според највисоките стандарди на полициско работење, што ќе соодветствува на потребите на жителите на општина Аеродром и секако на градот Скопје. За прв пат по повеќе децении, оваа влада ги реализира потребите на граѓаните од овој дел на Скопје да добијат услови и услуги какви што ги заслужува секој еден граѓанин. Новиот објект со вкупна вредност од околу 130 милиони денари, со вклучено ДДВ, предвидени од буџетот на Република Северна Македонија, според предвидените рокови за изградба, треба да е готов најдоцна до крајот на 2025 година, а представува продолжување на концептот сината униформа дејствува за зелена околина, односно е во согласност со стандардите за енергетската ефикасност. Во рамки на проектот предвиден е и потребниот паркинг простор, кој е интегриран помеѓу веќе постоечкото зеленило, кое ќе биде задржано на локацијата. Со овие два сегменти даваме свој придонес кон остварување на владините политики за енергетска ефикасност, но и водиме сметка за зачувувањето на животната средина. Динамиката на капиталните инвестиции во ресорот на Министерството за внатрешни работи, преку реконструкција и изградба на објекти во изминатиот период, резултираше со 80 реновирани енергетски ефикасни објекти на МВР низ државата, во кои што се вложени 8 милиони евра, како уште еден јасен показател за посветеноста кон унапредувањето на работните услови за вработените. Затоа што за нас важи максимата за доволна полиција безбедни граѓани. Секако продолжуваме со несмалено темпо на уште две крупни реконструкции на Центарот за обука во Идризово и на Одделот за граѓански работи во Македонската телевизија, кој што за неколку дена ќе започне со реализација. Со реализацијата на сите овие капитални инвестиции, не само воспоставуваме модерни инфраструктурни стандарди на функционирање на полициските службеници, преку објекти и нивна опременост, туку придонесуваме и за создавање на услови за давање на високо квалитетни услуги како што ги заслужуваат граѓаните, согласно концептот МВР во служба на граѓаните. Инвестициите во модернизација на нашите припадници на полиција, што во овие 6 години ги реализираме, практично значат инвестиции во подобра и побезбедна иднина за сите нас. Ви благодарам на вниманието.